Овој амбиент и на мене и на Владко ни е добро познат. Литература МК, токму отворањето на книжарницата беше со настапот на Владко Стефановски трио, а и два пати досега разговаравме во емисијата Астрорум. Јас за прв пат промотор, макар и онлайн промотор на албум на Владко Стефановски, ми представува особена чест и за прв пат ќе си дозволам да разговараме на ти, Владко. Тоа не се случило пред камерите, но после толку години познавање и соработка, можеме и тоа да си го дозволиме. Се разбира. Јас верувам дека многу наши слушатели едва го чекаа овој албум и нема да заборавам дека во емисијата што ја правевме во ковидот, вие рековте во вакви несрекни времиња се прават вие повторно. Ти рече дека во вакви несрекни времиња се прават среќни песни, весела музика, радосна. И навистина мене ми дојде овој албум како мелем за ушите, за душата, кога постојано на телевизија гледаме страшни вести, не знаеме се уште што ни се случило. А чинам дека луѓето од Тафталиџе се најсреќни. Значи, направивте еден омаш, направи еден омаш на твојата младост, на твоето мало. Текстовите дишат со такви антологиски вредности, гаражите како музеи, на спомени. Човек треба да го преслуша еднаш CD-то музички, втор пат да ги преслуша текстовите и да заклучи дека се работи за многу личен албум. Колку време беше создаван? Овој пат прилично брзо настана овој албум, морам да кажам, за разлика од некои албуми кои сум ги почнувал, па сум ги прекинувал тие процеси поради бројните патувања. Овој пат немаше патувања, имаше можност само да се работи во студио и таа можност мислам дека добро ја искористивме. Работевме од јануари до октомври оваа година, а текстовите настана негде пролетта, април, мај, јуни и ги завршив сите текстови. Од моментот кога го смислив називот на албумот, се друго одеше полесно. Насловот кога го смислив, се друго одеше полесно. Знаев за што сакам да пишувам, знаев кои рефлексии ми се важни и прилично лесно одеше оваа продукција на овој албум. Немаше сопки. Немаше паузи, затоа што певме постојано тука и прилично сум задоволен од резултатот, морам да кажам. А она околу среќна музика во тешки времиња, да, токму така треба да биде. Светот е полн со диалектика и ако е бело, треба да се бара црното. Ако е црно, треба да се бара белото. Во најмирнодопските времиња, во 60-70 години, некои бендови правеа тешки психоделични музики со себеиспитување, со експериментирање со разни супстанции, правеа се и се што, само не правеа среќна музика. Некако логичен след е овој албум. Прво го има, беше сеир се случи, да речеме тој фјужн, каде што треба да се слушнат сите гитари на Владко. Потоа беше мајчин јазик, кога почна да излегува дестилатот, она што со години е свирено и да се врати Владко на корените, да излезе тоа субтилното. А сега еден многу весел, романтичен албум, неоптоварен, онака и самиот шафл називот, онака човек да си се клати додека си слуша. Јас кога го преслушував албумот, имав такво чувство. Лежерен. Па веројатно јас би сакал да сум полежерен отколку што сум и би сакал да имам подебели нерви отколку што имам. Така што музиката што сум ја направил и заедно со моите соработници се разбира, идејата е да звучи лежерно. Идејата е да звучи опуштено. Сите сме премногу притиснати од секојдневниот стрес и од секојдневниот живот што го водиме и од сите овие вести што не напаѓаат, од сите медиуми, од сите електронски играчки кои се полни со шокантни информации. Најмногу уживам стварно кога ќе исклучам се и кога ќе пуштам некоја LP плоча. Многу често тоа го правам, за да се исклучам, за да заборам на се и за да се евентуално да се присетам на некои помирни, по-спокојни времиња. Како што заслужува секоја промоција, се плашам да не заборавиме некако, бидејќи автор на сите
теми, текстови, аранжмани е Владко Стефановски, меѓутоа има многу гости. Секоја песна си има свој гостин и токму таква атмосфера носи. Прекрасни, таму кај што се фјужен сте го одбрале Васил Хаджиманов. Таков диалог, паралелно надигрување, значи една таква свирка не подсетува каков е Владко Стефановски со целиот свој раскош свирачки, додека други теми кај што е Дамир и Мери, тоа е типично онака питко. Матија Дедич ви дава, клавиатуристите ви се гостите, ви дава една медитеранска хрватска нота, така асоцира и на джибони во некои делови песната. Има и алузија една и на маморни људи што ја слушнав од вас, една гитара кој сака да препознае еден тон. Значи има, веројатно Владко Стефановски не е свесен, меѓутоа ние како слушатели колку и да сакам не можам да избегам од себе. Веројатно и се постои опасност да се повторувам и во текстуален смисол, и во идеен смисол, и во свирачки смисол. Ја не можам да побегнам од тоа што сум. Мислам, музиките што сум ги слушал ме формирале и часовите вежбање и часовите свирење и менување гитари ме направиле тоа што сум. И нема бегање од тоа. Дури ја немам ни потреба да бегам од тоа. Многу луѓе го препознаваат тој мој потпис, да речеме, мојот тон, слушајќи го на радио, на некој, кога гостувам на некои проекти за кои луѓе не знаат дека сум свирал гитари вамо тамо, ама веќе го препознаваат тој мој израз и мојот тон, така што ја сакал неќел го имам тој потпис. Од другите... После толку многу години работа и редно е да го имам. Да. Дикита Витијан гостува во една рок-н-рол, таква шизичка песна е Кирил Џајковски. Значи, сите дале свој придонес. Да, мои драги пријатели, да. И сите лица на Владко се гледаат. Теодоси Спасов свири необично труба, свири труба, да. како Мајлс, а инаку познат кавалџија. Исто така мојот драг пријател, актерот Никола Ристановски гостува на последната номера на Диаспора со еден мал речитатив. Тука е таа несреќата. Мене многу ме погоди после среќниот албум со суштински муабети Никола Диаспора, таму сме обесме, да, мислам, ама... Кога бев во Австралија, ми дојде таа мисла за тие луѓе, мои пријатели, школски другари, кои се оцелени и имаат некој убав живот тamo. Не можеш човек да им каже дека не живеат убаво. Ова моја обраќање и ова пишување за диаспора не значи дека ги критикувам, нити дека се обидувам да ги ругам тие што се одселени. Напротив, нивниот избор си го живеат така како што го живеат. Јас не сум го направил тој избор да се одселам негде од Скопје, од Македонија, и ако ги сведувам сметките, веројатно е 50-50 некаде. Може човек и да зажали во некој момент зашто не отишол, а може во некој момент и да кажеш добро е што не отидов. Сите се некаде, сите сонуваат да бидат некаде каде што не се. А таму каде што се, никој не е задоволен со тоа каде што е. И тоа е еден феномен кој е баш таков. Сите сонуваме, мечтаеме за некакви подобри географии, за некакво подобро време, за некоја подобра клима и за некоја подобра економска, како да кажам, можност за заработка. Секој со својот крст, викаат, и драго ми е што ја напишав таа песна Диаспора. Другите да ги споменам, тука исто гостува Тихомир Попасановиќ, не знам дали го споменав, значи 9 песни се, Тафталиџе Шафл секако насловна и албумот го носи тоа име, Funky Junkie, многу добра фанк тема, игранка, гаража, Global Warming, Local Freezing, тоа е тој Fusion Jazz Rock, Огледало, Немам песна за тебе, Раскрсница и Диаспора. Тафталиџе како населба е фанк населба. Секоја трета куќа во 70-ти години живееше по некој од моја генерација, кој собираше страствено плочи и купуваше хајфи системи. И мислам дека тој фанк или тој лајт джез преовладуваше во Тафталиџе како избор на луѓето што слушаат. Немаше толку многу. Тафталиџе сепак, како да кажам, во 60-ти и 70-ти години беше фина една средна класа живееше таму. Професори, така, доктори, некои академски граѓани живееа во Тафталиџе и углавном таа средна класа
не бевме Манчестер, не бевме Балтимор за да се развие некој heavy metal рок. Ние бевме една фина населба, со други зборови. И тука може да се слуша тој light jazz и тој фанк. Прилега на селбата, како да кажам. Така што, пишувајќи ја таа песма, дури помислав на некои мои пријатели. Еден се вика Никле, другиот се вика Манде, со кој се гледам секојдневно. Еден од тие фанкери што собираа плочи и што слушаа гласна музика. Чудно е дали е поднебието такво, не знам, вистина ете од тие скопски мала Тафталиџе расадник на такви фини луѓе што слушале фина музика. Па да, Тафталиџе конечно и местото кај што настана групата Леби Сол. Да, мислам тоа е значајна населба. Секако. Што произвело значајни групи и значајни проекти. Да. Албумот соодветствува на населбата, јас дури суптилно вака ги имат и бараките во Тафталиџе, дизајнот е на Ладислав Цветковски. Да, Лади, професор по графички дизајн, ова е трет негов дизајн. Дизајн. Издавач е Кроација Рекордс. Кроација Рекордс. Не би сакал да ја заборавам Андријана Јаневска, која ми сврши голема работа, ме поддржа моето климаво пеење, она го поддржа феноменално со незиниот апсолутен слух и совршена интонација и изведба. Некаде дури како да пеете дует, не е на нивото на придружен вокал, некаде имате диалог. Да, она тачно знае што правам јас и незината боја некако ми се допаѓа многу. Она е еден вокалист кој не се наметнува себе си, она е многу суптилна, не, како да кажам, не преглумува, не препејува. Туку е тачно си ја знае мерката на вокалот, не претерува ни со вибрато, нити со динамика, има една фина линија, така што со нејзе не ми е прва соработка и верувам дека кога ќе стартуваме со концерти, дека ќе ми биде исто така гостинка на концертите. Не е била лесна задачата после Ана Костовска и после Baby Doll, да речеме вокали кои што ставиле белек длабок на албумите на Лепи Сол, претпоставувам дека... Да, така е, да. Лесна, тешка задача нема, ако работиш со чувство и со желба, нема тешка задача. Мите Димовски, речи си редовен за мастеринг и за... Мојот стар соработник, едно време бевме соседи во Бардовци. Мите е еден многу духовит човек кој не излегува од студио, он ги познава многу и ги познава и мојот карактер и мојата работа и моите претходни албуми ги знае, ги работел, ги миксал. Ја немам нерви да миксам, да бидам искрен. Ја можам да стигнам до миксање, со снимање, добар сум. Мислам дека знам добро да снимам и гитари, и тапани, и вокали. Имам фина опрема и мислам дека сум го научил тој занет. Ама миксање, поготово своја музика, тоа е многу тежок процес кај што мораш да имаш уши на вучак и да имаш нерви на, не знам, на слон. А и добро е од страна некој да види. Сепак други уши кога ќе слушнат. Добро е туѓи уши да слушнат и туѓ прст да фати малку, затоа што до таму стигам. Мислам, можам да измиксам некои помалку важни, можам филмска музика да измиксам. Тоа затоа што има помалку инструменти евентуално, некои амбиентални музики можам да ги направам добро. Ама ова вокални музики, сега да не се свати дека се најмалку важни, на крајот ги оставив да ги споменеме Јан Стефановски, прв албум со твојот син, се извинувам, и Иван Кукич. Значи, тие завршиле голема работа. Млади, а толку прибрани во смисла да служат на целата звучна слика. Сега не знам дали тоа се должи на снимањето дома со Владко Стефановски или се такви како личности веќе се надминале себе си, да не се егоистични, да се истакнуваат. На толку убави моменти се појавува басот на Иван. Јан е перфектно точен и музикален. За тапанарите тоа мислам многу ретко. Многу ми е драго што почнав да работам со млади музичари, премлади. Некои мислеа дека мојот чекор прехрабар, кога почнав да свирам со нив. Меѓутоа, тој талент, таа генерација, тој сензибилитет, мене може само да ми даде инспирација и да ми даде енергија. Иван Кукич е откровење. Он е навистина откровење. Кога дојде со неговата фамилија кај мене во студија, кога го чув прв пат како свири, се фасцинирав.
А Јан некако полека созреваше, полека гостуваше на мои концерти, по една песна свиреше, по две песни. Дино Милосављевиќ навистина великодушно му ги отстапуваше и расте, мислам, Јан растеше заедно со Дино и со Џоле. И доаѓаше на концерти со нас и кога веќе го совлада тој инструмент, почна по една, две, три песми да свири. И благодарен сум им и на Дино и на Џоле на нивната безпрекорна работа изминатите 20 на години со мене. Ама јас имав потреба, без да биде драмска разделба, имав потреба да почнам да работам со некои луѓе и да уживам во нивното растење, да го гледам нивното растење. Токму Јан Стефановски и Иван Кукич беа тие двајца на кои се обидов да ми отворам широко вратата на и на јавноста и на музиката и на да бидат приметени, да бидат видени, затоа што тоа го заслужуваат. Никогаш знае тоа да е меч со две острици, да изгорат на сцена и да им се даде таква шанса, а да не оправдаат шансата. За среќа, во овој случај... Добро, сепак сум ја внимателен. Не би правил таков ризик голем, доколку беа они дилетанти некои. Да. Не би го правил тој ризик, не би го превземал тој ризик. Сепак, луѓе се шокираа, поготово во Хрватска, изминатото лето, имавме ја имав 10 концерти, ама со нив 5. Сите што ги видоа се шокираа. Од Дубровник до Бриони. Се шокираа. Хрватска не е каков било пазар и сигурно не е случајно што и овој албум е за Croatia Records. Навикнавме, не е за фалби, меѓутоа навикнавме да ги слушаме прво позитивните рецензии од Хрватска, Србија, па потоа во Македонија со некаква недоверба или скепса, тука да почнат луѓето да се одушевуваат. Јас не знам како, во литература МК, веќе од утре ќе можат деновиве така да си го најдат албумот. Ако не од утре, се надевам после нова година сигурно. Да. Што сакам да ви кажам, што е значајно? Значајно е што овој албум во моментов, додека збориме, е на прво место на најпродавани албуми во Хрватска, што е голема работа. Да. Сепак е овој албум отпеан на македонски јазик. Не мора да е прифатен, Бог знае како. 7 се вокално-инструментални, само 2 инструментални. Значи, голема работа. Зад мене се некои многу звучни имиња. По продажба, ова не е симпатичен сум на некој диџеј или на некој водител на радио, па ме ставил на прво место. Не, ова е официјална листа на продадени албуми. И тоа е голема работа. Стварно е голема. Мене уште нешто ме интересира, како одеше снимањето. Ова време, не време, не натера да правиме работи кои што и не ни се природната средина, сцената. Јас искрено се надевам дека албумот ќе доживее концертна промоција, дека ова е само некоја увертира на онлайн промоција. Како се снимаше? Беше онлайн договорот со сите што гостуваа на албумот? Сите со Андријана. Да. Басот, тапаните ги снимав заедно со мене. Андријана ја снимав заедно со мене. Сите други ми испорачаа фајлови. Јас ги испорачував фајловите и чекав назад фајл од нив. Као што се работи сега, во последно време многу се работи така. И се беше супер. Да. Се беше супер. Мислам, радост голема кој ќе примиш фајл и кој ќе се залепи за твојата музика, тоа е фантастично. Да. Многу голема радост и углавно се тоа мои пријатели, многу талентирани луѓе, искусни, докажани музичари, кој помлад, кој постар, ама сите се врвни. Се докажува правилото дека како човек созрева, она почнува да важи најубавото the less is more. Значи, како што би рекле на улица или во тафталиџа, кога ќе се испуца некој на гитари, доаѓа до нешто што е многу едноставно. Значи, некоја песна, најдетската песна е најубавата песна, најкечи. Видовме Rolling Stones што направија со Ghost Town. Значи, една песна што секој ќе го запамети и рифот, и рефренот, и толку е едноставна што не можете да се тргнете од неа. Така и огледало се појави прва и не може да не ја пеете после, додека не слушнете друго. Огледало се, мене ми зазвучи како нај-radio friendly, како нај-хитовска песна. И прва ја пуштивме и едва чекам да почнеме да свириме. Ова се разбира
многу ми е драго што успеавме да го направиме овој албум, ама ред е да го представиме пред публика во живо на концерти, кои се надевам дека следното лето барем или следната пролет ќе почнат. Али сега нека се слуша албумот, нека се врти и тоа ми е доволна сатисфакција. Веќе неколку пати имав среќа да го чуjem, дури во Србија на радио го чув на Београд 202, на скопските радија се врти а оваа вест за Number One е голема вест, така што многу ми е драго што ова го направивме и што полека почнува да заживува. Да. Значи, кажав дека ќе биде во сите книжарници на литература МК, ќе може сите заинтересирани да го најдат, а знам дека е голема работа да застане некој зад албумот, па еве да подсетам, кој стои, имате спонзори, гледам позади нас и... Да, имам. Прво, да се благодарам на сите драги луѓе кои не ме заборавија или не заборавија за време на оваа криза. Зборам за некакви наши компании, фирми со кои имам јас соработка, кои се јавува така, некој ќе ти прати пакет вино, ќе ти израдува, некој ќе ти прати, не знам, ќе ти прати бомбонjera. Мислам, тоа е, тие гестови многу ги почитувам. А да не зборам дека без многу тешко се работи ако немаш поддршка. Овој пат имав среќа, многу лесно, без многу натегање зад мене застана Алкалоид, комерцијална банка и една фирма која се вика Екоциркон, која се бави со рециклажа на метали. Значи, многу сум благодарен, не требаше многу преговарање и убедување, многу лесно, некако и тоа одеше. Значи, поред креирањето на музиката, дури и тие некакви деловни односи кои се поише комплементари, што би се рекле, што заради мојата почит кон нив и нивната почит кон мене, успеавме да се најдеме некако на половина пат. Им честитам на Алкалоид за 85 години постоење, на Комерцијална банка за 65 години постоење. И Владко Стефановски колку години на сцената веќе? Јас? Па ја можам да исто да правам јубилеј. Јас сум прилично долго на сцената. Негде 2014 правев 40 години. Као ако почнам да сметам, наскоро ќе можам да правам, ако Господ даде здравје, наскоро ќе можам да правам и 50 години на сцена. Тоа е навистина бројка за почита, конечно и за луѓето што ги споминавме, односно компаниите, марка оди само со марки. Па така што, некако така испадна. Или популарно кажано бренд, нели? Да. Па во таа смисла и многу се радувам што еве албумот ќе биде тука во литература МК, за прв пат ќе почне во Македонија да се продава вака на голема. Мене ми е драго ми е што верувам дека овој проект и оваа соработка моја и со овие големи компании ќе инспирира и други проекти и ќе инспирира поддршка од нивна страна кон други проекти, кон помлади музичари и кон проекти кои заслужуваат внимание. Факт е дека во овие времиња тешки, голем број музичари светски, врвни имиња останаа без работа. И тоа е една страшна криза и сепак ако сакаме да останеме, ако сакаме да не ја изгубиме нишката со културата и со уметноста, некој мора да покаже разбирање и поддршка и да ги причекаме да причекаме некои подобри времиња во некаква заедно да ги дочекаме, да не се дистанцираме едни од други. Еднаш еден голем македонски бизнисмен има изјавено или сите заедно ќе успееме или сите заедно ќе пропаднеме. И тоа е многу точно. Мислам, дај Боже овој мој албум да инспирира и други луѓе да направат нешто слично. Не мора да е музика, нека пишуваат книги кои се значајни, нека сликаат слики кои се значајни, нека прават филмови, театарски представи, а бога ми за среќа еве имавме и луѓе што отидоа во Лос Анџелес
по Оскар, Ханиленд, Медена земја. Така што секоја чест на сите кои успеваат да направат нешто значајно. И на крајот, што да си посакаме, бидејќи неминовно разговараме пред нова година, да ја свртиме новата чудна страница. Чудна беше оваа година, многу 2 чудна. двојки, 2 нули, чудна беше 2020, сите очекувавме дека ќе биде спектакуларна, ама се покажа како прилично тешка и неизвестна. Би сакал 2021 да се смири оваа пандемија, да го ослободи светот од големиот стрес и од големиот страф. И да сите да некако да пробаме да издржиме до некоја поубава иднина. Јас тука би завршила, ова не е класична промоција по многу параметри. Ќе бев најсрекна сите луѓе што учествуваа во албумот да беат тука, да кажеа за соработката. Владко Стефановски никогаш не остава на случајност, се тоа долготрајни пријателства, доверба и затоа овој албум е таков како што е. Ќе бев и јас среќен да ги соберам сите новинари, сите медиуми, ама еве мораме вака лимитирано онлайн да работиме и да се обратиме вака до сите оние кои ќе имаат можност да не гледаат и да не слушнат. До некои поубави времења да правиме промоции кај што ќе можеме и да се напиеме и да мезнеме нешто и да се насмееме. И сега да можев и лично да честитам и да се гушневме, а вака ќе седиме на дистанца, но некои работи вреди да се почекаат. И јас се заблагодарувам за разговорот и верувам дека луѓето што не гледаат лайвстрим, што го гледаат ова на каналите на Литература МК и на Арс Ламина, ќе бидат задоволни и дека ќе бидат заинтригирани да го имаат ова CD. Фала ти, Бранка, секогаш е задоволство да се разговара со тебе. И тебе нека ти е среќна нова година и се најубаво. Здравје и радост. Така е. Благодарам. А ние сега мислам дека ќе оди огледало. Заслужуваат гледачите и слушателите да слушнат макар една, првата што излезе со видео запис. Ја слушаме огледало и така завршувам. Имам старо огледало, 3 века преживеало, во рамка позлатена, со слика заматена. Да знае да раскажува што се тоа видело, романи би напишало, филмови би снимило. Огледај се во мене, како во огледало. Огледај се во мене, како бистро езеро. Огледај се во мене, за да видиш која си. Огледај се во мене, за да видам дали моја си. Очи црни маслинки, сини зелени урокливи, бели заби насмејани, пусти солзи пролеани. И кога мислиш надесно, тоа гледа налево. И ти што мислиш претесно, тоа гледа широко. Огледај се во мене, како во огледало. Огледај се во мене, како бистро езеро. Огледај се во мене, за да видиш која си. Огледај се во мене, за да видиш
Ja sam ti ogledalo od svegde što te gledalo. Koga legnuvaš na večer, koga se budiš na utro, i koga pisma pišu baš, koga gosti